Ангел, си изгоднил овде. Папи, лили. Со овакви шеги и објавување лажни ситуации под најразлични маски, децата од подрачното училиште Шемшово во Жилче и библиотеката Светлина од населеното место Прелюбиште го одбележаа 1 април, денот на шегата. Учениците преправени во нивните омилени јунаци од цртаните филмови во Баби и дедовци, попови фудбалери и што уште не. Прво продефилираа низ училишното игралиште за да бидат избрани најкреативните маски. Ова стана традиција во нашето училиште, значи сите ученици од подрачните училишта се собираме тука по повод денот на шегата, си организираме, масовноста како што и самите можевте да видите е голема, интересот исто така и многу ме радува фактот што секоја година се трудат сите заедно со нас наставниците и родителите и учениците маските да бидат што поубави и ова да стане во еден надпреварувачки дух. Претежно секогаш и ние ги вреднуваме креациите кои што представуваат од ништо да направиме нешто, па и така она природното што го увеличествува креативноста на самиот човек, мислам дека и духот на карактерот, така да сакавме оној дел да го запазиме, она природното кое што настапува кај самата личност. За нив имаше и награди. Здраво, јас сум Теона Силовска, јас за 1 април ја освоив 2 место со мојата другарка Ема Анđелковска. Ние сме преправени значи во Грмушки. Грмушките ни ја представува маската за екологијата, бидејќи пред неколку дена беше денот на екологијата и ние сакавме со тоа да пренесеме многу за природата и не заборавајте да се грижите за нас. Јас сум Ема Анđелковска. За ова маска не сами јас мисливме. За ова маска ни беше потребно грмушки. Јас сум Жарко Стафановски. Мајка ми помогна ова да го направиме. И јас сум Султан. Јас сум Христијан Витановски, учам во школата Шемшово и сум трето одделение. Мојата маска представува како поп. Јас сум Ангел Василковски. Ангел, во што си приправен денеска? Во некој волшебник, така? Да. И ќе ни кажеш зошто го правиме ова денеска, зошто сите се преправаме? Дека е ден на шегата. Јас сум Давид Новески. Облечен сум во капетан. Затоа што денеска е ден на шагите. Јас се викам Ангела Трпческа. Приправен сум Господја. Јас сум Давид Митовски. Приправен сум во Пирот. И во библиотеката Светлина денес на едно место беа собрани децата од општина Јегуновце за да го одбележат денот на шегата. Целта беше учениците да се запознаат со значењето на овој ден. На шегата библиотеката организираше априлјада на која што учествуваа училиштата од овој регион, но и пошироко како гостини гостуваат учениците од училиштето од населеното место Теарце. Тука децата значи прво продефилираат из библиотеката, а потоа жири комисијата ги одреди најдобрите маски. Како резултат на успешната соработка со училиштето за странски јазици Пегасус беа доделени повеќе награди, така да сите учесници беа задоволни и среќни, но и меѓусебно во текот на целата априлјада се дружеа, се забавуваа, се шегуваа. Денес секој може за момент да биде некој друг и со шега да ги насмее сите околу него. Дедушка ми го ми ga даде облекал, да ga облечам. А во што си приправен? У женско. Јас доаѓам од Симче Настовски, сум приправена во печурка. Како ти помогна вака убаво да изгледаш денеска? Мене ми помогна мајка ми. А знаеш што е денеска? Денеска 1 април. На 1 април што се прави?
на 1 април се маскира. И се кажува шега, така? Да. Јас сум Јане Коцевски. Доаѓам од основното училиште Симче Настовски во Вратница. Сум маскиран во војникот Македонска фаланга. Да ја направам маската, малку ми помогна мајка ми и другото сам. Јас сум Бојана Јанчевска, доаѓам од училиштето Симче Настовски во Вратница и јас сум преправена во Кременковци. Се викам Мартина Стојановска, доаѓам од Симче Настовски Вратница и живам во Рогачево. Во што си преправена? Во Клеопатра. Децата денес се шегувале со нивните другарчиња, родители и наставници. Ги излажав дека на подот има паднато дете. И тие видува, јас им реков Април и Лили. Аз се пошегував со наставници, со децата, другарите така. И кој беа дел од шегите кои што им ги кажа? Па дека се испрлеа ни со креда и така. Загадката дека денот на шегата 1 април, кој го наведуваат историчарите на културата, е дека само во текот на 18 век постојат детални наводи за тоа и љубопитноста за истото и почнуваат да се појавуваат, но во тоа време обичајот веќе бил длабоко воспоставен во Северна Европа и се сметал за доста стар. Па така оваа традиција била прифатена од толку многу различни европски култури без да испровоцира повеќе коментари во опишуваната историја. Наводите за 1 април како ден на шегата можат да се пронајдат во 15 век. Сепак овие најрани наводи биле ретки и со тенденција да бидат нејасни и двосмислени. Шекспир, кој пишувал на крајот на 16 и на почетокот на 17 век, не го споменува 1 април и покрај тоа што бил, како што пишува Чарлс Дикенс помладиот, писател кој општо уживал во шегата.